Реализацијата на инфраструктурните зафати за подобрување на водоснабдувањето во населените места, општина Зрновци ја продолжува со градежни активности во село Мородвис. Таму се изведува ископ на земја и подготовка за поставување таложници и каптажа за водоводот, од кој жителите се снабдуваат со вода за пиење. Дел од овој проект беше реализиран претходно, а во тек е изведбата на втората фаза и комплетирање на објектите. Во 2022 година беше завршена прва фаза, односно постојано водоснабдување на жителите во Мородвис. Денес со запишување на реализација на втората фаза ќе се постигне прочистување физичко на водата која што доаѓа до домаќинствата со изградба на планираните таложници и инсталација на потребните водоводни елементи за физичко прочистување на самата каптажа. Според поставената динамика за реализација на градежните работи, се очекува целиот проект да се комплетира во текот на наредниот месец. Со тоа, конечно, жителите на Мородвис ќе добијат чиста вода за пиење. Подобрувањето на водоснабдувањето за сите корисници од трите населени места во општина Зрновци се реализира со сопствени буџетски средства. Ангажирана е механизација и вработени во комуналното претпријатие Водна кула. Во тек се и градежни активности за главниот цевковод за водоводот во Видовиште, инвестиција што ќе обезбеди неколку пати поголем капацитет и континуиран дотур на вода во водозафатот за ова село. Општина Кочани почнува постапка за уредување на просторот во местноста Колерски гробишта во населбата Трајаново Трло, каде е планирано да никне нова парковска површина. Објавен е јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, за што од општинскиот буџет е предвидено да се потрошат над 520.000 денари. Според техничката спецификација на просторот што со години е затрупан со отпад, ќе се уреди парк на површина од околу 550 квадратни метри. Предвидено е на поголем дел да се направи хортикултурно уредување со тревни површини, а на околу 100 квадратни метри да се изгради патека со бехатон плочки и бетонски рабници. Исто така ќе се постават и неколку клупи, како и мала фонтана изработена од лим, со придружна инсталација што ќе обезбедува вода за пиење. Рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 6 јули, а по подпишувањето на договорот и воведувањето во работа, избраниот најповолен понудувач ќе има обврска градежните работи да ги комплетира во рок од 3 месеци. Неколку пати досега локалната самоуправа правеше обиди да го среди просторот во Колерски гробишта, при што во февруари 2017 изгради и мултинаменско спортско игралиште. Неколку недели подоцна тоа беше оштетено, а реквизитите искршени. Пред 3 години се реализираше и голема акција за целосно расчистување на просторот од отпад, но не помина повеќе од 1 месец, а состојбата се врати постаро. Во меѓувреме имаше уште неколку активности за средување на просторот, но сите останаа без долгорочен ефект. Дополнителен проблем е што отпадна вода измешана со фекалии се излева кај спојот на улиците Цветан Димов и Наум Наумовски Борче во непосредна близина на спортското игралиште. Жителите од овој дел на Кочани со години реагираат и бараат надлежните служби во општината и комуналното претпријатие Водовод да преземат мерки за поправка на канализацијата, но видливи активности немаше. Дали уредувањето на парковската површина ќе го смени изгледот на целиот простор, тешко е да се каже. Досегашното искуство покажува дека инвестицијата ќе биде без ефект ако постојано не се води грижа за јавните површини. И тоа не само на оваа локација, туку во целиот град. Со музичко-сценски, литературни, ликовни и спортски содржини општина Кочани во соработка со институции, здруженија и поединци од 8 до 16 јули ќе го одбележува Петровден, празникот на Кочани. Празничната програма ги опфаќа и традиционалните црковни настани со кои се чествуваат апостолите Петар и Павле. Програмата ќе започне со традиционалниот влашки фестивал на Петровден сите на планина на 8 јули на падините на Осогово, на 9 јули под наслов 6 часа урбан стив во паркот на градскиот базен ќе се одржи третата регионална средба на љубители на винили. Настанот ќе биде придружен со концерти, настапи на диџеи и изложба на македонски музички плакети, приредена од Владимир Мандичевски Манде.
За љубителите на поезијата определени се термини на 10 и 13 јули, кога ќе биде промовирана стихозбирката Кога ги мамевме чувствата од Далибор Стојанов и ќе биде реализиран настан под наслов Метрички караван Гевгелија Кочани. Во пресвет на Петровден на 11 јули во црквата Свети Великомачини Ѓорги ќе се одржи празнична вечерна богослужба на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион. Вечерта во 19 часот во просториите на јавната општинска установа Библиотека Искра, изложба под наслов Свети Петар и Павле ќе има авторот Владко Анчов од Кочани. На 12 јули градоначалникот Љупчо Папазов ќе има средба со најдобрите ученици, а во 19 часот ќе се одигра финалето и ќе бидат прогласени неуспешните од Петровденскиот турнир во мал фудбал. Во паркот на Револуцијата концерт ќе одржи групата ДНК. Според програмскиот концепт, од 7 до 14 јули во градскиот парк ќе трае Петровденски хепеник, кој ќе донесе дополнителни културно-забавни содржини и продажни штандови. На 16 јули Планинарското спортско друштво Осогово ќе реализира Петровденски планинарски марш на Осоговските планини. Во чест на Петровден во тек е изработка на мурали со мотиви од Кочани на ѕидовите на улицата Димитар Влахов. Општина Виница реализира заеднички проект за депонирање на електронскиот отпад и батерии. За да се воспостави поорганизиран систем за собирање на овој вид отпад, локалната самоуправа постави контејнери на 5 локации во градот. Во соработка и партнерство со Сдруженијето Нула отпад, во текот на изминатите денови поставени се контејнери кои ќе служат за собирање на електронскиот, електричниот отпад, како и отпадни батерии. Со тоа, општината прави значаен исчекор во заштитата на животната средина. Целта е да се придонесе за намалување на опасниот отпад по улиците, на дивите депонии и на другите јавни површини, како и да се влијае на подигањето на јавната свест. Од локалната самоуправа на Виница упатија апел до граѓаните заеднички да придонесуваат за намалување на влијанието на проблемот со електронскиот отпад, како и да се мотивираат граѓаните што повеќе да се грижат за себе и за околината, како и за рециклирање на електронскиот отпад и отпадните батерии. Продолжуваат надпреварите од 21-иот Петровденски турнир во мал фудбал. На вториот ден во група С се сретнаа екипите на Джинџер Бар и Рери, а на крајот резултатот беше нерешен 2:2. Во вториот надпревар во рамките на група Д на спортскиот терен во средното општинско училиште Љупчо Сантов играа екипите на Аледар и Ефремови. Фудбалерите на Аледар загубија со резултат од 1:3. Петровденскиот турнир во мал фудбал е дел од содржините со кои општина Кочани го одбележува празникот на градот Петровден. Турнирот е во организација на Општинскиот фудбалски сојуз. На отварањето на 21-то издание на Петровденскиот турнир, градоначалникот Папазов повика надпреварите да се играат во пријателска и фер атмосфера и да победи најдобриот. Победничката екипа ќе биде позната на 12 јули Петровден и ќе добие парична награда од 60.000 денари, додека за втората екипа обезбеден е износ од 30.000 денари и третата екипа ќе добие 15.000 денари.